Освојувањето на првенството и купот од страна на Црвена Звезда беше повод големиот број навивачи на овој клуб што ги има во Тетово да организираат поголема прослава. На нивниот повик за одбележување на двојната титула пристигна и Драги Канатларовски, поранешен фудбалер на Црвена Звезда. И покрај мојата работа која се бавам професионално како фудбалски тренер, сигурно дека сите настапи во околинава ги средам, значи тоа е Бугарија, Црна Гора, Босна, Хрватска, Словенија и нормално дека Србија на актуелно првенството, бидејќи и како поранешен член на Црвена Звезда ми е посебно драго и таму работев во 3 клуба кај што имам и добри спомени. Така да големо задоволство дека кога Црвена Звезда биде прва и го освои купот. Сега навистина на добар пат се направија добар тим, излега од она криза која беа веќе долго време и доминација од Партизан, така да сите навивачи на Црвена Звезда и нормално овие бивши фудбалери кои таму имавме забележителен настап, се радуваме на успесите. Црвена Звезда е екипа за која навиваат голем број тетовци. Љубовта кон овој клуб е причина за дружба на поголем број навивачи од различни возрасти и професии. Ова е Тетово ја прославува титулата на најтрофениот фудбалски клуб на поранешните југословенски простори Црвена Звезда. Еве и ние овдека се собравме да ја споделиме таа радост. Фудбалската страст била многу поголема, некогаш ја малце може ќе звучим така по-ретро, ама ќе кажем дека ја искрено, лично и им се чудим на сега на помладиве генерација, навија за некој клуб, а не ја доживеле таа фудбалска страст што ние сме доживеле некое време. И еве уште кај нас тоа постои, уште кај нас тоа трае, дека сакањето на еден клуб стварно се сака од срце и еве за овие луѓе поздрав овдека што се свите, посебно да би го поздравил легендата на Црвена Звезда Драган Канатларовски кој е заедно денеска со нас овдека за да сподели оваа наша радост и повик до сите да ја гледат Црвена Звезда, да ја сакат Црвена Звезда, затоа што ние што сме го доживеле тоа и што ни го пружила Црвена Звезда, ретко може да се доживе. Бил европски првак, била светски првак, се надевам дека еден ден повторно ќе се врати на старите патеки и повторно ние тука ќе славиме европска титула. Собравме сите навијачи на Црвена Звезда. Има значи од Тетово, има од Куманово, од Скопје. Сега да ја прославиме титулата на Црвена Звезда, односно 29-та титула на Црвена Звезда. Сакам да пратам апел до младите и особено до девојчињата, како мене, да навијат за Црвена Звезда, секогаш ќе ви биде срцето полно, бидејќи сме еден од најтрофејните клубови, клуб значи со голема традиција. Ова наше дружење што го гледате денеска е дојдено спонтано. Значи Црвена Звезда е наша голема љубов. Тоа не сплоти, тоа не натера да се дружиме заедно. Секогаш надпреварите на кога игра Црвена Звезда ги следиме заедно, се собираме секој викенд. Нас не интересира Реал Мадрид, не интересира Манчестер, Ливерпул, Барселона. Ние имаме една наша љубов заедничка, тоа е Црвена Звезда, која ќе се спомне самото име, значи кај мене лично и кај дечкиве овдека најдуваат емоции, најдува нешто што човек тешко е со зборови тоа да го опише, значи тоа е една природна љубов, една страст, една љубов што со зборови не би можел да ја опишам, меѓутоа тоа е тоа. Црвена Звезда е голем клуб, великан европски, беше во една тешка криза, затоа сега како што одат работите, задоволството е многу големо, затоа што полека, но сигурно Црвена Звезда го трасира патот кај што веќе еднаш и била, а тоа е на врвот на Европа и на светот. Зоран Тофиловски, еден од страстните навивачи на Звезда кој присуствувал на најважниот надпревар на клубот, освојувањето на титулата во Купот на европски шампиони во 1991 година. За Црвена Звезда за мене значи се во животот. Значи сите сонови во фудбалот ми се оствариле преку Црвена Звезда. Први на 24 април 1991 година
бев присутен на стадионот Маракана во Белград, каде што Звезда изигра 2-2 нерешено со Бајерн Минхен. Кога Милко Панчич кажа небо се отворило, стадион е експлодирao. Потоа заедно со мојата сопруга, ние тетовци викаме, тоа е зар да имаш. Отидаме заедно во Бари, на стадионот на Свети Никола на 29. мај 1991 година, каде што Звезда стана европски првак, а потоа стана и светски првак. Со тоа во животот ми се остварија сите спортски желби. Од тогаш повеќе фудбал не гледам. Го гледам само Новак Џоковиќ, затоа што тој ми го полни срцето и душата со неговите победи. Црвена Звезда во 1991 година беше победник и на интерконтиненталниот куп. Još jedna pobeda i titula I opet ti si prva postala Svuda smo te pratili I jedno vodili Za tvoju slavu danas pevali